Време е за уште еден ентузијаст во ова издание на неделниот магазин. Велат да спасиш еден човечки живот, тоа е дело на херој. Ама да спасите стотици човечки животи, тогаш мора да сте медицинска сестра. Еве ја најавата. Тие се првиот и честопати последниот допир за некого. Тие не бараат пофалби и не чекаат признанија. Непоколебливо и покрај се продолжуваат со својата неверојатна работа. Внесуваат нов живот во нашиот свет. Со својата работа демонстрираат една и единствена вистина, дека и покрај сите лекови и напредок на модерната медицина, човечкиот допир и акт на љубезност се лекот кој ги менува животите. Таквата промена го менува и светот на подобро. Од 1. јануари 2020 година започна и трае годината во која им се оддава почит на посветеноста и значењето на профилот медицински сестри, акушерки и медицински техничари со цел афирмирање на глобалните состојби и акутна потреба и недостиг на овие важни профили и работници во секој национален здравствен систем. Оваа година се одбележуваат 200 години од раѓањето на Флоренс Најтингейл, жената која што се смета за символ на се што всушност значи профилот медицинска сестра. Медицински сестри, акушерки и воопшто медицинските техничари играат клучна улога во давањето на здравствените услуги. Тоа се луѓето кои својот живот го посветуваат на грижата за пациентите, на мајките и децата, за луѓето во третото доба, исклучително посветен, едуциран и професионален кадар. Флоренс Најтингейл во една прилика го рекла следново: "Мојот успех се должи на немањето изговори за да му се помогне некому, на било кој начин." На вистина е врвно човечко достигнување, да му се помогне на некој, да му се помогне на блискиот, а медицинските сестри тоа го прават секојдневно. Медицинските сестри и медицинските техничари. Веќе претпоставувате, нели? Веќе ја гледате, чина ми во кадар, нашата следна гостинка, Гордана Бешлиовска, дамата која што е председател на Унијата на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолози сестри. Предводено од Сдруженијето за нас. Добре ни дојде во студиото на Македонската телевизија. Најдов ви благодарам што го подигате гласот на медицинските сестри. А кога веќе зборуваме за гласот на медицинските сестри, живееме во едно навистина чудно време. Време не време би рекла. Веќе од крајот на декември па наваму, или можеби од март, подобро речено за нашиве простори, живееме во време на пандемијата со COVID-19. Вие, здравствените работници, сте на првата борбена линија. Каков е духот во моментов? Поминаа неколку месеци, неколку многу тешки месеци, меѓутоа борбата се уште трае, за жал. Па така, минуваме низ едни падови, уздигнувања, желби, надежи дека секи биде добро и ни се случуваат ситуации кога следуваат нели разочарувања заради зголемувањето на бројките на инфицираните, на заболените, заради зголемувањето на работата во болниците, траењето на
периодов, како што кажавте, од март месец и навака во еден континуитет ги измори премногу медицинските сестри, бидејќи и покрај тоа што се надополнуваме, се преструктурираме во здравствените институции, сепак има домаќени столбови кои што мора постојано да бидат напред и да ги водат и да ги организираат работите. Тие кои што се столбовите на целокупната организација на работите во здравствените институции веќе подолг период се на истата позиција и веќе се преморени од оваа лавина на пациенти која што посебно со покачувањето на бројките во последниот период не се случува во здравствените институции, посебно во ковид центрите каде што секојдневно ги пратиме состојбите и гледаме дека имаме се поголема бројка на активно заразени. Со бројката на поголем број на активни случаеви, тоа значи дека имаме многу поотворени можности за да имаме нови инфицирани случаеви. Од тука следуваат сите апели. Во телекот на целиот овој период се уклучувавме во здравственото воспитување на населението, во промоцијата на здравието, унапредувањето на здравието, спречувањето на болестите, со тоа што континуирано апелиравме до населението. Како здружение, како Унија на медицинските сестри, континуирано согласно со состојбите кои што ни се случува во здравствените институции и делувавме заедно сите на терен 24 часа, не сме само медицински сестри во болниците, туку и во целокупниот оној наш секојдневен живот во кој што здравствено воспитуваме, апелираме, кажуваме и така понатака со оглед на тоа дека состојбите во болниците навистина пак ќе се повторам, ги преморија здравствените работници, се отворија вратите на болниците всушност и имаше прилика населението и луѓето многу убаво да видат што све се случува позади болничките врати. Колкава е таа тешка состојба на вас, како без разлика што ние носиме во нас голема храброст и голема чувствителност кон нашата професија, сепак сме луѓе кои што во сите овие посебно сега жешки периоди со целокупната таа заштитна опрема која што носите на себе и која што треба да ја носите 4 часа додека да ја направите смената структурно во едно оделение каде што се исклучително сестрите во ковид центрите е навистина многу тешко и многу исцрпувачко, а да не зборуваме за призорот на сликите клинички со кои што се соочуваме и загубите на наши сограѓани и на пациенти кои што ги имаме во последно време со оглед на тоа дека бројката на починати е веќе над 400. Медицинската сестра не може да одбегне од емоциите кога пред себе ја гледа таквата човечка судбина. Меѓутоа, за жал, таа судбина не ги поштеди ниту здравствените работници. Голем број од медицинските сестри се исто така во тие први налети, тоа цунами на вирусот беа заразени. Па точно, и во самиот почеток имавме затечена состојба во одредени здравствени институции каде што се случи еден период на една поголема бројка на заразени. Имавме еден пресек при крајот на јуни месец во кој што бројките зборува дека 464 здравствени работници се разболени, од кои што 201 беа оздравени, другите се водеа уште како активни овој случаи. За среќа, нашите информации за медицинските сестри зборуваат дека имавме колешки кои што поминаа со малку потешка или средна клиничка слика, за разлика од некои други кои што беа со полесни симптоми, меѓутоа сепак беа заразени, беа позитивни и сепак тоа додаде направи едни посебни услови за работа во здравствените институции со оглед на тоа дека кога ви се намалува бројката на персоналот и кога морате заради контактите со истите во изолација да отиде поголем број од одредени оделенија, се префрли работата врз одредени индивидуи, а бројката на заразени постојано растеше, нови фронтови се отвараа во здравствените институции, во ковид центрите се отвараа нови оделенија и вие отварате нови оделенија, отварате нови болнички капацитети, а бројката на персоналот и на луѓето се намалува. Меѓутоа, убаво ме прашавте каков е духот кај медицинските сестри и ќе бидам многу искрена и многу е човечно да кажам дека целата ситуација кога почна да ескалира во сокачувањето на бројката со тешките клинички слики, со зголемувањето на бројот на хоспиталните пациенти во болниците, се појави она крајна линија на измореност, на исцрпеност, кога во Сдруженијето во Унијата стига, ние се огласивме со еден текст во кој што кажавме дека сестрите веќе почнаа да се огласуваат низ солзи со сето оно со кое што се соочуваат и апелите ги подигнавме на многу поемоционално ниво и до населението и насекаде, меѓутоа сепак во болниците е навистина многу тешко. Унијата и Сдруженијето е свесна дека на медицинските сестри им е потребна помош во овој момент и дека тие се во моментот носечкиот, круцијалниот столб во здравствениот систем во справувањето со оваа ковид пандемија. Со оглед на тоа дека
докторите поминуваат малку пократко време со пациентите и студиите покажале во некои нормални услови на функционирање во здравствените институции дека медицинските сестри за потребите на сите интервенции околу пациентите поминуваат најмалку 4 часа со пациентите. А во вакви услови кога имаме поголема зависност на пациентите од здравствената нега, значи и многу подолго време. Диагнозата на докторите е шифрирана, значи добиваме диагноза шифрирана која што ја пратат клинички патеки врз основа на кој нели се постапува. Меѓутоа диагностиката на медицинските сестри, сестринската диагноза е многу поширока и е описна. За да дојдете до таа описна диагноза, значи вие го гледате пациентот во помногу правци. Ние сме зборувале многу пати за тоа и колку е тоа потребно, колку интервенции сестрински се потребни за сето тоа, колку е потребна зависноста на пациентите од негата на медицинските сестри врз основа на која нели се класифицираат во клиничките слики, кои се лесни, кои се тешки, кои се средно тешки, во зависност од тоа колку се они нели зависни од нас, и сме кажале многу дека неминовна алка во целокупната работа со пациентите, без разлика дали зборуваме за пандемија или воопшто. Меѓутоа, мислам дека на медицинските сестри сега во моментот им е потребна многу голема поддршка. Од тие причини Сдруженијето е ова единствено кое што може, нели нешто да учини и да направи со оглед на тоа дека ние како гласот на медицинските сестри, единствениот глас на медицинските сестри во овој момент, зборувавме многу и се огласивме по многу основи. Се огласивме за тоа дека и во овие услови на пандемија дојдовме до сознание дека навистина фали законот за професијата на медицинските сестри. Законот кој што ги обликува медицинските сестри во сопствените интервенции. Значи се појавија проблеми кои што доколку беа законски регулирани како што треба, значи можеби немаше да ни се случат или многу полесно ќе се справувавме со истите. Ни фалат и тие измени на дополнување во Законот за здравствена заштита каде што е опишана нашата професија. Ни фали нашето учество во образовниот процес. Ни фали сето оноа во кое што ние треба да учествуваме во правењето на програмите во образовниот процес. Ни фалат голем број на проекти во Институтот за јавно здравје и во Центарот за јавно здравје кои што ќе ги бележат резултатите од нашата работа на терен, бидејќи медицинските сестри учествуваат во проекти, работат значи во унапредувањето на здравјето, во спречувањето на болестите, и треба некаде тоа да се елаборира, значи треба да имаме некогаш крајни резултати од уделот наш на терен. Впрочем, тоа го прави цела Европа, тоа го прави цел свет. ICN, Меѓународниот совет на медицинските сестри, значи оваа година на сестрите за која што зборувавме дека е наша година на сестринството, посебно е посочив кон уцврстувањето на професијата на медицинските сестри, гледајќи ја од аспект на пред се на начинот на образованието на медицинските сестри, вложувањето во едукацијата на медицинските сестри, значи инвестицијата во едукацијата на медицинските сестри и пред се најповеќе учеството на медицинските сестри во раководните структури, имплементација во здравствената политика од каде што ќе може да одлучуваат и решаваат за собствените проблеми. Заради тоа се случи едно триенале сега во овие тековните месеци на Меѓународниот совет на сестри, ICN и Светската здравствена организација и Конфедерацијата на сестри, каде што се регрутира европски делегати по однос на ова кој што ќе треба да им посечат на сите здравствени структури. Се надевам значи дека ќе допре тоа и до нашите здравствени структури, дека на медицинските сестри треба да им се дозволи поголема имплементација во носењето на законите и учество во здравствената политика. Од тие причини и сега во овие ситуации на пандемија се сочивме со голем број на проблеми на медицинските сестри кај нас овде, заради тоа што повторно ќе потенцирам и многу е важно, го немаме законот за нашата професија. Доколку го имавме законот за професијата, сите овие потточки кои што пред малку ги спомнав по однос на нашите интервенции, нашето образование се ќе беа регулирани и ние можеби ќе бевме во некои делови многу поорганизирани. Меѓутоа никогаш не е доцна за ништо. Така. Ова не се проблеми од сега, ова се работи кои што се случуваат со години наназад. Со години наназад е овој статус на медицинските сестри нерешен. И ние се очекуваме дека во една ваква ситуација на пандемија и е погоден момент важноста наша која што постојано истакнуваме, значи да покажеме дека навистина е важна. Со тоа што ќе ни се дозволи ова имплементација и ќе ни се дозволи значи да учествуваме во изработката и донесувањето на овој закон. Имаме и други побарувања во делот на DRG груперот кој што ги опишува, финансира интервенциите во здравствените институции. Никаде значи во тој DRG групер не се предвидени сестринските интервенции и не се наплатени. Значи ние
кога констатиравме и кога изразивме загриженост за работите кои што го нарушуваат статусот и достоинството на сестринската професија, ги насочивме нашите барања во неколку правци. Едниот правец кон Министерството за здравство и формирањето на законите, едниот правец кон владата, каде што очекуваме подпишување на тој закон со меѓународните организации на трудот, каде што ќе се поведе малку рачун и за медицинската сестра како професија, каде она се наоѓа во социоекономскиот градиент во овакво, бидејќи колку се медицинските сестри способни како професија да фатат приклучок во оваа општествена структура. Едноставно, по однос на нивните лични доходи, по однос на сето оно во кое што они не се остварени на работните места. Тоа е едната работа. Другата насока према Фондот за здравство, према Републичкиот завод, према Институтот за здравје и најповеќе према Министерството за образование, каде што бараме исклучително да бидеме вклучени во правењето на образовните програми на медицинските сестри и да бидеме ние тие кои што клинички ќе ги образуваме нашите сестри во болниците, бидејќи ние сме најкомпетентни, најубаво знаеме што е тоа што најмногу ни треба. Ова е официјално оно што постојано го бараме и оно што сега не задеси со пандемијата и што го кажуваме цело време е дека на медицинските сестри сем еднократната помош која што им беше понудена во болниците, за која што сметаме дека врз основа на некои сопствени аршини, така ќе се изразам, во одредени здравствени институции, се направија списоци во кои што се направи одредена неправда према медицински сестри кои што се во ковид центрите, кои што се изложени на ризик и кои што се внатре во самиот проблем, како што велиме во првата борбена линија. Ни се појавија две категории, значи на здравствени работници кои што се изложени на ризик и тие кои што се директно внатре во проблемот. Меѓутоа ние немавме рамка за тоа кои се тие што ќе бидат опфатени со таа финансиска награда и ни се случија врз основа на списоците од здравствените институции многу незадоволства кај здравствените работници, тоа посебно ги погоди медицинските сестри во моралот, ги дестимулираше во работата. А јас би кажала дека во Сдруженијето и во Унијата постојано и извршниот одбор кажуваме дека не е проблемот еднократната финансиска помош и не го решава проблемот еднократната финансиска помош. Мислам дека на медицинските сестри во овој момент им се потребни многу повеќе стимулации од сите страни и финансиски, меѓутоа што со тој посттравматски синдром кој што ќе се појави после, се надеваме сите завршувањето на оваа целокупна состојба. Што со тој стрес низ кој што поминуваат тие луѓе во овој момент? Дали некој се грижи дека на тие луѓе треба да им се дадат бенефиции по однос на продолжување на годишните одмори, по однос на бенефиции на работните стажови? Што ќе се случи со нивните професионални заболувања кои што можеби ќе им следат со години наназад како резултат на тоа што биле во моментот инфицирани или заразени? Сдруженијето и во тој дел реагираше до Институтот за јавно здравје и најдовме заеднички јазик каде што меѓу другото преку локалните ограноци на Фондот за здравство сите сестри кои што се инфицирани со COVID-19 може да се пријават во Фондот за здравство со уредна пријава до Институтот за јавно здравје каде што ќе се изготви елаборат на професионално заболување кој што во овој момент им овозможува сите боледувања да им бидат значи наплатени без разлика на тоа колку траат време, значи дали се до 30 дена или повеќе од 30 дена и за сите оние кои што можеби, а се надеваме не биде така, после години и години би се појавиле било какви компликации по основ на здравјето, да можат да си ги бараат сите бенефиции врз основа на професионално заболување, да го добијат тоа решение. Така, Гордана, во моментов актуелна е уште една ваша активност на Сдруженијето, тоа е повикот за донација на средства. Меѓутоа, актуелно е и нешто друго, нешто многу интересно и важно. На ваша иницијатива вие бевте примени, нели? Членови од вашето здружение беа примени кај, би рекла, кај представниците, кај поглаварите на верските заедници. Ајде нешто малку повеќе. Па знаете како Унијата се почувствува, значи реагирајќи во нивото према здравствените структури, па барајќи ги овие сите бенефиции што ги следуваат нашите колеги кои што се задесени и кои што се во моментот во ковид центрите за кои што бараме и продолжени годишни одмори, платени систематски прегледи, бараме дополнителни средства за сите кои што се ангажирани од другите здравствени институции во ковид центрите во Скопје да
да бидат платени врз основа на бонуси со одвоен живот и сето оно кој што ги следува. Бараме скратување на работниот век и на се она кое што сметаме дека на некој начин ќе го крене достоинството и ќе направи некое задоволство и ќе ги стимулира медицинските сестри. Дојдовме до како да кажам една констатација дека во целата оваа ситуација на премореност, исцрпеност, страф, емпатија и сето оно со кое што се соочуваме, свативме дека позади униформата сме ние сите исти, а сите на различен начин ја упатуваме нашата љубов, а единствената цел на сите ни е иста. Значи, сите сакаме чист разум, чисто срце, сите упатуваме некоја љубов, сите се поздравуваме да се чуваме, да бидеме живи и здрави, си даваме сите едни на други љубов и поддршка, и од тука дојде иницијативата да ние и медицинските сестри и на еден ваков начин, на една ваква како да кажам, духовна линија ги издружиме за да издржиме сите во оваа ситуација. Мислам дека тоа ни е на сите многу потребно, и од тие причини Сдруженијето во сите активности кои што ги спроведи и направи, првично се обрати до голем број на институции од кои што побаравме помош на основа на барањата на нашите колешки од ковид центрите, кои што буквално ни се обраќаа со реченицата немаме капка вода да се напиеме на 40 степени под скафандарите. Значи, единствено нешто кое што првично најмногу им беше потребно да се рехидрираат, и затоа направивме напори и имавме многу добродатели кои што ни помогнаа во изминативе 2 недели да се случат донации за рехидратација на сестрите во здравствените институции, за кои што јас јавно на сите многу им благодарам. Благодарноста на сестрите е многу голема, ние се кај медицинските сестри, значи е потребно малку да се покаже човечност и за да стимулот и моралот се подигнат на некој ниво. Сметам дека како да сме подзаборавени во некои други опции, како што ни се овие некои неопходни потреби. Во склоп на сето тоа, како што кажавте, минатата недела, на наше задоволство бевме примени многу срдечно од поглаварите на сите верски заедници, како представници на Унијата, на Сдруженијето на медицинските сестри, каде што се чувствувавме многу, како да кажам, многу почитувани, почувствувавме многу љубов, почувствувавме дека навистина... И на духовна поддршка. Така, на духовна поддршка, почувствувавме дека многу не сме дури ни свесни колку сме многу застапени во тие нивни, во молитвите, во храмовите, во католичката црква, во џамиите, во сите верски објекти. Не сме били дури ни свесни колку многу се сплотени луѓето во молитва за здравје и за среќа, за да издржиме во целокупната оваа состојба, пациентите да оздрават, а сите ние да имаме многу сила околу нив за да можеме целата оваа ситуација да ја надминеме. Така да остваривме средба со реисот на исламската верска заедница и бевме срдечно пречекани. Имавме дури на наше задоволство и понуда од реисот дека тој на медицинските сестри ќе овозможи дури и донација во материјална донација во финансиски поглед, за да може на сестрите да им овозможиме во на многу убав начин бевме примени и од бискупот, од господинот Киро Стојанов, кој што кажа дека секојдневно сме спомнувани во нивните молитви, дури и ја кажа и ни ја исчита молитвата со која што секој ден се обраќаат за здравје на здравствените работници и на медицинските сестри. И тој изрази многу големо задоволство на нашата иницијатива, поради што отидовме да ги посетиме, беа многу среќни. Меѓу другото, ни понудија многу соработки со голем број на хуманитарни други организации, преку кои ќе можеме ние да си помогнеме самите на себе. И го посетивме и владиката, значи господин Стефан, кој што толку многу срдечно и убаво не прими. И од сите овие средби можам да кажам дека имаме едно многу големо задоволство, една многу голема иницијатива произлезе од сите нив, да сите они заеднички упатат една молитва за здравје и за среќа и трпение на медицинските сестри, на сите здравствени работници и на пациентите во болниците, и јас лично сум многу воодушевен од сето она кое што
нели ете они само на нивни начин како што они умеат нели тоа да го направат и ние сме во iščекување сега да видиме како целата таа организација ќе тече и сметам дека сето тоа многу ќе допринесе во оно што вие што го зборуваме цело време да се малку да ни се овозможи да го задржиме духот меѓу себе, да си пратиме порака на љубов меѓу себе, да сватиме сите дека позади сите овие очи и уши има и други очи и уши кои што се слушаат и кои што се гледаат. Меѓутоа и срце кое што има љубов за сите. Гордана, тука пред крајот на разговорот во студиото да ве запрашам за активностите. Не стивнуваат на Сдруженијето, на Унијата. Продолжуваат и понатаму со несмален интензитет, чинам. Да ве вратам само малку на оној момент каде што нели пандемијата зеде огромен замав, дел од медицинските сестри, од медицинските техничари, од натрешноста нели беа преместени во центрите во Скопје, да кажеме. Чинам дека тука Унијата ќе изигра битна улога. Тоа е една од вашите задачи, нели, за добивање на средства кои што, нели, ќе одговараат на она место каде што се сега во моментов. Така, ние направивме морам да ви кажам дека имам прекрасен извршен одбор и сакам во оваа прилика да ги поздравам. Никогаш, значи, не спомнав дека во целата оваа работа, значи, за да може сето ова вака да го остварите, за да може сето ова вака да оди, мора да бидете единствени, да бидете сите на едно место, меѓутоа мора да имате соработници кои што се навистина племенити и прекрасни луѓе. И јас имам такви соработници околу мене кои што толку многу цела оваа работа ја доживеа од срце и професионално пред се, и кои што толку многу ми даваат стимул и елан во сето ова за да заеднички го водиме и јас во оваа прилика многу ги поздравувам. Тоа се 5 мои драги колеги кои што се континуирано, значи во целокупната организација на целата оваа на сите овие наши активности и сите овие активности за кои што зборуваме и ги кажуваме, значи извршниот одбор ги прави буквално со еден таков ентузијазам, еден таков професионализам, со една мисла дека еден ден се ќе се среди и законот ќе го добиеме и дека сите овие наши барања ќе се остварат и дека медицинските сестри ќе се мрднат малку од ова дно. И во секоја една ситуација кога ќе доживееме разочарувања од типот на не сме рамномерно израчунати со покачување на платите, го немаме законот, не ни се признаени школите, не ни се признаени специализациите, ни се случува пандемијата, не сме наградени како што треба и така понатака. Сепак гледате дека се случуваат многу хумани нешто нашите колеги кои што сами се пријавија од одредени болници, многу од нив беа регрутирани врз основа на списоци како што треба, меѓутоа многу од нив и сами се пријави и дојдоа да помогнат на сестрите во ковид центрите, меѓутоа на жалост многу од нив и се разочараа бидејќи сите ние во нешто кога ќе се дадеме, очекуваме, значи дека барем максимум некаква ревалоризација, дека трудот, нели тоа ќе биде испочитувано, дека така баш така. Ни се случи да имаме малку незадоволство, ние тоа го добиваме како информација од сите нив кои што ни се обраќаат во Унијата, во Сдруженијето, така да сепак е тоа одвоен живот, сепак они се двојат од семејствата, сепак се на нови работни места во нови услови, сепак им треба време да се адаптираат во болниците. На тие кои што ги пречекуваат домаќините им е тешко сето тоа во почеток, во старт, нели да го организираат со оглед на тоа дека имате една ситуација на голем број на пациенти, тешки клинички слики и така понатака. И сметавме дека е многу важно ако да можеме да на некој начин да им помогнеме и на нив и на сите тие кои што се заразија и кои што се дома и на оние кои што се во ковид центрите, кои што треба сами да си приуштат суплементи, треба да си приуштат сами лекарства од оние наши плати кои што знаете дека сме незадоволни од истите и Унијата превзема, значи, акција од пред 2 недели, отворивме донацијска сметка, отворивме донацијски телефони, се огласивме до голем број на институции, се огласивме до населението, до сите и кажавме дека доколку сето оноа кој што го слушаме како поддршка, еве можност, значи, на медицинските сестри кои што се заразени во ковид центрите и сите оние кои што работат во ковид центрите да им помогнеме. На наше задоволство и на наша среќа, значи во почетокот ова што го спомнавме како побарување за рехидратација, ни се огласија голем број на институции, успеавме, значи, да донираме во градската општа болница 8 септември во неколку наврати, во брзата помош во Скопје, во здравниот дом, во ноќните служби, во гостиварската општа болница, во Кумановската
општа болница, во клиничката болница Штип, во клиничка општа болница Прилеп. Значи се случија голем број на донации, колегите се презадоволни, значи кажав дека малку е потребно да се покаже човечко, да се покаже љубов во овие тешки моменти за да може да се на некој начин да се врати стимулот, да се врати моралот, инаку многу тешко ќе се справуваме со целокупната ситуација ако не се освестиме дека треба на медицинските сестри да им се овозможат малце подобри можности и услови во целокупната ова работа. Пак ќе се повторам уште еднаш и ќе кажам дека еднократна финансиска награда воопшто не го крева стимулот. Знаете, јас ќе цитирам некои од колегите дека кои кажуваат во моментот дека не ни се важни дури ни финансиите ни ништо, гледајте да преживееме со оглед на тоа дека тие се на ротации, тие се менуваат во оделенијата каде што работат, меѓутоа тие ротации веќе подолго време траат. Значи им се случува трета, четврта, пета ротација. Сите ние имаме можност и сите други имаат можност да се чуваме, да се пазиме, значи да се тргнеме од изворите на инфекција. А тие се секој ден свесно влегуваат на работа во изворите на инфекција. Меѓутоа призивот на нашата професија и предизвикот на нашата професија е тоа е тоа моралното кој што ги држи, тоа е тоа чувствителното, тоа е храброто, тоа е тоа што треба да го имате за да одберете професијата. Тоа го оправдува изборот на вашата професија и тоа на некој начин ве остварува во вашата професија. Вие не можете да бидете другачи. Моите колешки од диализата кои што диализираат во моментот ковид пациенти и кажуваат дека цело време значи се континуирано со диализираните пациенти, на почетокот кажуваат дека многу ни беше страв, ова ги се цитати. Многу ни беше страв да влеземе да работиме со нив, меѓутоа нема кој да им помогне. Ние сме тие кои мораме да им помогнеме. Ние мора да влеземе да им ја направиме диализата, ние мора да им ги дадеме лекарствата, ние сме тие, нема кој. Значи едноставно не можете морате да стравот да го сузбиете и да се одважите на професионалното, на храброто, на чувствителното, на оно што ве води во професијата. Така и со другите колеги во ковид центрите. Се отворија болничките врати, се гледа што се случува и како се случува. Апелирам до населението, до граѓаните сериозноста да се држи на ниво, значи во ниеден момент да не попуштаме во почитувањето на мерките, за да што е можно побрзо го намалиме овој број на заразени, да ги намалиме активните случаеви. Многу загрижуваат овие големи бројки на активни случаеви. Веќе во комуникациите не можеме да бидеме никој никаде паметни каде се и како можеме да бидеме изложени на инфекција. Затоа следеа и сите оние наши апели и сето оно здравствено воспитување кое што го дадовме на нашата веб страна, на нашата фејсбук страна, на кое што дадовме примери за тоа колку процентуално сме заштитени кога ја носиме маската, колку сме заштитени кога ги користиме дезинфекционите средства, колку сме заштитени кога држиме дистанцата и така каква што имаме денес ние во студиото. Па да, мора протоколарно и вие во македонската телевизија сте по протокол така и треба, да. Гордана, ви благодарам многу што денес бевте наш гостин во ова издание на неделниот магазин. Огромни поздрави за сите медицински сестри, за сите членови на Унијата, за сите медицински техничари, акушерки, сестри, стоматолози и така натаму, со една навистина огромна желба да се издржи во борбата, иако како што самите рековте, се всушност зависи од нашата индивидуална свест и совест. Па така, јас би сакала да искористам приликата уште еднаш да им се заблагодарам на сите кои што досега помогнаа и на тие што ќе помогнат во периодот што доаѓа. Еве, веќе ни се најавени големи најавена ни е помош и од исламската верска заедница, најавена е помош и од други институции и на сите добронамерници кои што ќе искочат во пресред, значи во овој момент многу им благодарам. Ние како гласот на медицинските сестри ќе го шириме гласот во сите нивоа, и према здравствените структури, и према добронамерниците, и према верските заедници и секаде. Всушност чувствуваме дека во овој момент ние сме тие кои што го штитиме островот на спасот, тоа се медицинските сестри. Тие се островот на спасот пред се на пациентите во овој момент, затоа треба сите да бидеме свесни дека мора да ги почитуваме, односно колку можат и сите во какви можности се да ни помогнат и да си помогнеме меѓу себе. Можеби ова ќе стигне и до наредниот до парламентарниот нареден состав, на кој што сите овие барања кои што ги упатуваме може ќе ни дадат можност за да ги оствариме сите овие барања, за да го сопреме одливот на медицинските сестри, бидејќи најавите зборуваат дека после и можеби во текот на оваа пандемија и по завршувањето
на истата се спрема голем број на медицински кадар кој што сака да се замине од земјата и мора нешто да направиме за стимулација и за подигање од оваа днодна точка на медицинските сестри. За жал, реалноста е таква. Благодарам што бевте наш гостин, а сега да ве поканам заедно да погледнеме еден фрагмент од онаа поддршка која што ви ја даваат и имињата од естрадата и би рекла обичниот чесен човек кој што и тоа како го вреднува трудот на медицинските сестри. Ангел си ти, еден фрагмент во контекст на онаа ваша реченица дека медицинските сестри можеби не се ангели, ама се секако втората најубава работа после ангелите. Благодарам што бевте наша гостинка. Благодарам. Почетокот наш се сеќавам, кога од сон ме разбуди, со погледот душа ми отвори. Посакам миг да те имам и вечно крај мене да си ти, а кога љубов ми подари, на душа белек ми остави. Ангел си ти, јас пеам за тебе, ангел си ти, те чувам у себе, ангел си ти, кој само за мене може да запре време. Ангел си ти, јас пеам за тебе, ангел си ти, те чувам во себе, ангел си ти, кој само за мене може да запре време. Патот по кој сега чекорам, со рози е послан и нема крај, а кога јас ке те прегрнам, сенките две, кој една се знае, а љубовта обична ја смени во посебна. Ти си мојот благослов, кому давам се во животот мој. Ангел си ти, јас пеам за тебе, ангел си ти, те чувам во себе, ангел си ти, кој само за мене може да запре време. Ангел си ти, јас пеам за тебе, ангел си ти, те чувам во себе,